Секој утро на кеот на Вардар, веќе 5 години Марина Домазетовска трча рекреативно. Подготовките за Скопскиот маратон за мај идната година почнуваат уште од зимата. Но вели дека секоја година е се потешко, зашто загадениот воздух се повеќе ја гуши. Многу е тешко да се трча во Скопје во овие временски услови. Скоро невозможно е и сите пријатели мои кои што рекреативно се занимаваме со трчање ги намалуваат тренизите за време на есенскиот и зимскиот период. Од Сабајле е загадено многу и не може да се трча, значи ќе се појавува за тешко дишење, додека после работа, ако проба некој да изеде, тоа е невозможно, значи пошто тогаш е уште поголемо загадувањето. Скопјани не само што го чувствуваат загадувањето на воздухот, туку тоа и се гледа. Ако се качите над градот, ќе го видите сивиот слој од чад и магла. Преку него тешко може да се препознае градот и да се види како тој живее во зима. Но ако се спуштите доле, со утрото градот веќе почнува да функционира. Метеш од автомобили, се чека на крстосници. А ретки се оние кои во овој период возат велосипед. Автобусите и камионите ја зголемуваат бучавата. Голем дел од нив се стари и не се одржувани. Градежништвото издига нови згради, а индустриските објекти близу центарот на градот се во полна пареа. Ова е Скопје, еден од најзагадените градови во Европа.